Не само што не се урива дивата платформа на Матка, туку таа и се доградува. Иако дивоградба, таа доби ограда, маса и клупи. Пред повеќе од 2 месеци, министрот за транспорт и врски Горан Сугаревски кажа дека доколку општината Сарај не ја сруши, тогаш ќе мора да постапи Државниот инспекторат за урбанизам. Оваа платформа на кањанот Матка, иако е дивоградба, место да се руши, продолжува да се гради. Тука постизборно беше поставена ограда. Алфа телевизија дојде да провери што се случува, меѓутоа денеска тука не најдовме никој. Градоначалникот на Сарај, Блерин Беџети, минатиот месец рече дека општината не постапила по барањата за легализација на платформите на Матка, оти тие не стигнале на дневен ред. Телевизија Алфа се обиде денеска да стапи во контакт со него. Околу тоа што се случува и што ќе биде со дивата платформа на кањанот Матка, дојдовме став да побараме и во општината Сарај. Градоначалникот не беше тука, како што не информираа. Тој бил на состанок надвор од општината. Кога ќе се врател, не знаеа да ни кажат. Останавме покуси за одговорот зошто општината не реагира на поставената ограда. Беџети пред 2 месеци кажа дека не може да ги сруши платформите иако се дивоградби, бидејќи веќе било поднесено барање за легализација. Додека не донесеме одлука дека го одбиваме барањето за легализација и да завршат процедурите за жалба, не можам да урнам. Јас треба да работам согласно закон, а не да пресудам со еден збор. Кога ќе каже законот, тогаш ќе ги урнеме. Јас мора да бидам предпазлив, да не тужат, иако сметам дека правно не можат да не добијат на суд. Откако скопскиот градоначалник Петре Шилегов го повика Беџети да си ја работи работата за која е избран од граѓаните, првиот човек на Сарај му порача да си ги гледа своите надлежности и да не се занимава со оние на општина Сарај.